Бугарија повторно распали по Македонија во Европскиот парламент. Овој пат удрија врз новиот извештај за напредокот на државава, со речиси 100 амандмани или четвртина од вкупно поднесените. Од тоа македонскиот јазик да се преименува во модерен, промената на историјата во учебниците да биде дел од преговорите, па до тоа влегувањето на бугарите во уставот да не значи автоматски почеток на преговорите. Всушност, со амандманите на голема врата повторно ги отвораат најчувствителните прашања за јазикот, идентитетот и историјата. Дополнително во делот амандманите се бара и ревизија на законите што се однесуваат на бугарските клубови во земјава, како и дополнителни мерки за заштита на бугарското малцинство. Во делот амандманите бугарските европратеници предлагаат во европските документи да се користи формулацијата модерен македонски јазик, што според критичарите индиректно го доведува во прашање историскиот континуитет на македонскиот јазик. Модерниот македонски јазик и идентитет треба да се разгледуваат и толкуваат во согласност со историските и лингвистичките реалности, како и со обврските што произлегуваат од договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Во други амандмани се инсистира да продолжи работата на заедничката историска комисија меѓу Скопје и Софија, како и заеднички да се одбележуваат историски личности и настани. Се повикува на продолжување на работа на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, како и на заедничко чествување и одбележување на историските личности и настани. Освен овие барања, бугарските европратеници во амандманите бараат и построго санкционирање на говорот на омраза кон бугарите, ревизијата на учебниците по историја да биде дел од преговорите. Интересно е што е за прв пат известувачот на Европскиот парламент и човекот кој го пишува извештајот, Томас Вајц, да предлага амандмани што одат во поинаква насока. Во еден од нив се бара Европската унија да разјасни дали билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија е формален услов во процесот на пристапување. Се повикува правната служба на Советот на Европската унија да ги разјасни сите двосмислености околу правниот статус во процесот на пристапување кон Европската унија на вториот билатерален протокол кон договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Во друг амандман Вајц предлага постепена интеграција на земјите кандидати во европските политики и програми уште пред полноправно членство. Поддржување постепената интеграција на земјите кандидати во одредени политики, програми и во единствениот пазар на Европската унија како дел од процесот на пристапување кон членство. На извештајот за Македонија се поднесени вкупно 403 амандмани, од кои речиси 100 се поднесени од бугарски европратеници, додека амандманите од другите европратеници главно се фокусираат на реформите, владењето на правото и евроинтеграцијата.